надпревари, колку можат да го подигнат квалитетот, да зголемат конкуренцијата во тимот, секако дека е многу битен момент. 25-та минута во тек. Доста, би рекол, динамично, иако со голем број грешки може би во додавањето и на двете страни, меѓутоа не може да видиме нешто посебно незадоволни. Ова е надпревар кој што е далеку од оние според специфичната тежина што имаат квалификацијски за светско или европско првенство, но надпревар во кој што може би може да се одигра поопуштено, а и да се добие само доверба со евентуален триумф против објективно репрезентација која долго време постигнува по-квалитетни резултати. И во моментот е 34 места по квалитетна однос на FIFA рейтинг листата. Па доскоро беше 60 на место. Меѓутоа сега сме барем во овој квалификацијски циклус со подобар ефект од нив. И покрај тоа што играме во релативно потешка група. Да, по-компликувана, некако тешко се освојат бодови, но ете 3 кикса на словенците во 4 кола, тоа никако не го посакува, затоа што игра на претходното светско првенство и сигурно дека посакува да продолжи таа традиција. Меѓутоа тешко е. Нормално сите со такви амбиции. Еве го сега човекот кој го испофаливме пред Кевин Кампел. Одлично е, одзема топката и ја префрли веднаш до противничката зона на опасност на 16 метри каде што биеше Тим Матавш. Рековме 9 погодоци, 19 настап за Тим Матавш кој што е изворен во тимот на ПСВ Eindhoven во Холандија. Има само 23 години. И во добра голгетерска форма, Горан постигна 3 гола на последните 2 надпревари за ПСВ и тоа од клубот за резервни фудбалери. Да, го видовме, може да го видиме холандскиот представник во Лига Европа кој играше против Наполи, добро, некоја комбинирана формација имаше Наполи, меѓутоа го прегази ритмот со 3:0 и се уверивме во квалитетите во уште неколкумина фудбалери кои веројатно ќе бидат лансирани на европското фудбалско небо. Еве сега шанса, повратна и Јаковиќ ја спушти до Тасевски за 1:0. 27 минута од надпреварот. Еве го Јаковиќ кој го претходно го споменавме во неколку наврати што значи тој е 190 сантиметри, но уште повеќе неговата умешност да се постави и да ги добие тие воздушни дуели противничките фудбалери. И во оваа ситуација успеа да се постави така што ја спушти идеално таа топка до Дарко Тасевски. Погледнете уште Ева таа ситуација добро се постави. Имаше ситуација во која што го издржа дуелот и најбитно е што Дарко Тасевски завршува перфектно една акција, продолжува значи неговиот голгетерски ефекти во репрезентацијата. Тоа е добро, еден дропкик, прецизен, апсолутно не мрдна од гол линијата Самир Хандановиќ и Македонија води со 1:0. Пачовски одбрани пенал, Јаковиќ имаше статива, добро се одбиваат настаните во овие 27 воведни минути од пријателскиот дуел против Словенија. Продолжуваме ли да ја сочуваме изморедната традиција против словенците во друг период од развојот на историјата и на едните и на другите во фудбалот. Ево сега што предмалку се случи, можеше да биде мат во два потега затоа што одлично Јаковиќ уфрли таа топка кон Ивановски. Малку не остасуваше Ивановски сам да претрча против противничката разредена одбрана и да дојдеме и до водство 2:0. Ова се моменти кои што сигурно во други некои поважни надпревари би можело да бидат капитални во поглед на освојувањето на бодовите, но има време до крајот. Само да напомнеме дека предмалку Дарко Тасевски го постигна дебютантскиот гол за македонската фудбалска репрезентација на прекрасен удар во неговиот 38 репрезентативен настап за Македонија. Нека му е со среќа. Се надеваме дека уште многу ќе придонесе и со асистенции и со голови нашиот играч за врска Дарко Тасевски. Сани од него тргнува оваа нова акција на македонската репрезентација, загуби топка таму Темири и сега словенците организираат акција. Цвијановиќ го бараше во нападен Матав, добра интервенција имаме таму на Хасани, бара топка од Грчаров. Темири за Ибраими, таму е сега Тодоровски. Слободен удар, фаулираше Перич. Хасани. А сега Лазевски. Грчаров, добра топка. Одлично презема таму Ивановски. Стигнува Хасани. Меѓутоа Крхин обид да се организира контранапад од словенците, таму добро стартуваше Шиков.
диагонала во офсайд, мислам дека беше, да не покажа ништо помошникот на Груич. Ова акција на нашата репрезентација. Помирираат сега таму Хасани и Демири, еден мирен период по водството на нашата репрезентација со гол од Тасевски пред 2-3 минути. Лазевски. Ево овде имаме игра во која што македонските фудбалери настојуваат да ја задржат контролата на топката со брзи, кратки проигрувања пред се. Сега една долга, одлична, прецизна топка која што ја офрли Хасани на десната страна, кај што беше Ибраими, тука и Тодоровски. Ево Ибраими повторно. Важно е ова за да се контролира топката и евентуално кога ќе се пронајде пукнатина во противничката одбрана да се реагира соодветно во моментов Лазевски. Меѓутоа ја губи топката во дуел со противничкиот десен бек или десен играч на почетна позиција Струна. Остануваат 15 минути до крајот на полувремето. Македонија води против Словенија со 1:0 со голот на Дарко Тасевски. Словенците во обид. Не треба да се дозволи на Роберт Бериш нити на Тим Матавш простор како што имаше во 2-3 претходни ситуации, затоа и реагираше селекторот Јаневски. Гледате добро се го покри во оваа ситуација Шиков. И предолга оваа топка за Тим Матавш. Голов. 15 минути остануваат до крајот на првото полувреме, почитувани гледачи. Мислам дека Јаневски може да биде задоволен, особено од новиот фудбалер на она место чувствително за нас во таа дефанзива во средниот ред. Мислам дека засега Хасани добро се снаоѓа на таа позиција и во поглед на креативност и во поглед на извршувањето на дефанзивните задачи, тука заедно со Демири. Да не го рочиме, само ќе видиме како ќе положи надпреварот. Нова акција на нашата репрезентација. Тасевски ја има оваа топка, убава беше идејата, меѓутоа не мина таа топка за Хасани кој сега се isфрли по бочната позиција. Цвијановиќ, еден од главните фудбалери во средниот ред, дистрибутери и зачетници на акциите на словенечката репрезентација. Јокич во офанзива, добро минува таму Јокич, да видиме доста простор, е шанса за Перич и фантастични интервенции. Уште еднаш на Пачовски по торпат шутираше Кампл беше кој што се упро во втор план, да, погледнете. Меѓутоа, знае зашто Јокич со овој одличен пробив и ево она што зборувавме претходно, зашто се лутеше во неколку наврати Јаневски и сега им подвикнува на неговите фудбалери, мора максимално дисциплинирано да ги покриваат противничките фудбалери, затоа што еден ваков пробив може да резултира со погодок, а уште еднаш на вистина задачата Томе Пачовски 33-та минута може да радуваат неговите интервенции, иако не се секогаш играчите пред него на вистина на задачата. Комплименти, аплаузи во секој случај за Пачовски одбрани пенал, одбрани сега уште еден опасен удар на Кампл и тој е најзаслужниот, се разбира, по заедно со стрелецот на водечкиот гол Тасевски, затоа што да се мафоро стои 1:0 за Македонија во третиот пријателски надпревар против словенечката репрезентација. Трет, почна втор во Скопје. Крхин беше во улога на организатор на играта. Сега таму презема Куртич, човекот што промаши пенал на спротивната страна. Сега човекот што имаше шанса пред Кампл со широк радиус на движење, фудбалерот од средниот ред на словенечката репрезентација и конечно земена оваа топка. Ибраими, да видиме за никого таму, беше Тасевски, беше и Јаковиќ, тука подготвен да ја прифати оваа топка, меѓутоа не успеа. Сега словенците диктираат темпо, палеку се од нашиот 16-сетник. Со број 3, тоа е Келхар. И да видиме Куртич повторно во акција. Скучно да е таму пред нашиот 16-сетник. Сега бараат простор словенечките фудбалисти, се обиди Јокич предолку. Уште еднаш доаѓа топката до левиот бек Јокич. Кампл. Топка за Матавш, меѓутоа не успеа да биде прецизен Кампл кон Матавш во оваа асистенција и останува без промени и на резултатот и на состојбата на теренот. Мирно нашите фудбалери сега и започнуваат нова акција. Лазевски, Хасани. Ивановски е тука.
Лазевски се разбира по таа лева бочна позиција и сега една непријатна топка. Лазевски сакаше да проигра на спротивната страна. Еден непријатен удар. Не го очекуваше ова. Страни, немаше никои груби прекршници, немаше прекини. Немаше ни потреба за такво нешто, една течна игра, лесна би рекол игра. Тоа е типично за пријателски надпревари. До сега без замени, но сигурно ќе ги има второто време и тоа масовни. 6 се дозволени според правилата за овие пријателски надпревари и мислам дека едни од другиот селектор ќе го искористи правото да ги проверат квалитетите, можностите на оние фудбалери кои што се повикани. Имаме уште двајца дебютанти. Денеска на клубот за резервни фудбалери Легендарен Вардар Цинкарски, кој е и Дејан Блажевски. Значи тројца нови фудбалери кои што за прв пат се наоѓаат на списокот на селекторот. Денеска интересно е што има за прв пат 4 фудбалери од домашното првенство и интересно дури тројца од актуелниот шампион Вардар. И 20 од турно. Моментно лидерот на таблата. Повторно по левата страна напаѓаат словенци, таму беше еднаш офанзивниот Јокич, има доста простор по таа лева страна во дефанзивата на словенците. Би требало да го искористат тоа нашите репрезентативци, пошто во офанзива Јокич, ево сега се бори тука Лазевски, успева да обезбеди аут на нашата репрезентација. Некако се смири темпото на играта во период последни 7-8 минути од првото полувреме. Нормално дека селекторите будно ги следат своите фудбалери и постојано тука во зоната што е дозволена за движење се обидуваат да ги мотивираат, да им дадат по некој совет. Се работи за подмладени состави во двете репрезентации кои што треба да ги продолжат циклусот квалификации за светското првенство во Бразил, а тој циклус продолжува во крајот на март, кога Македонија очекува двомеч со селекцијата на Белгија. Словенците играат против Исланд. Иако реков предмот на 21 фудбалер од турново, тоа е Дејан Блажевски, еден од најдобрите фудбалери во вториот стрелец во македонското првенство. Заедно со Балдовалиев е лидер практично во нападот на Хоризонт турново. Ќе ги гледаме во недела против екипата на Металург во рамките на проектот Мак фудбал на Македонска радио телевизија. Секако и со камерите ќе бидат вклучени на другите надпревари. Се надевам дека и ќе го видиме овде Дејан Блажевски во второто полувреме. Да, како што беше најавено, но ќе видиме. Селекторот има право нормално да го направи тоа што е најадекватно во даден момент. Тасевски одново има добра контрола на топката и тоа на противничката половина со една течна игра. Со овие Тасевски таму да уфрли кон Јаковиќ, колку само свежина донесе во играта на нашата репрезентација, во оние топки кои што генерално е тешко да се освојат, меѓутоа кога се има еден корпулентен фудбалер, некако делува по-сигурно, по-лесно. А и забележлива е настојчивоста на нашите фудбалери. Ево гледате тука со еден лизгачки старт Јаковиќ се обиде таму да ја одземе топката на Цвијановиќ. Добро се секаме еден период Горан Јаковиќ настапуваше на почетокот на својата кариера и за екипата на Македонија Ѓорче Петров. Да, Македонија Ѓорче Петров таму некаде пред 5 години. Но рековме замина во Велеш од Мостар, па преку Сараево до Швајцарија, Вил во моментов Цирик. Еден вистински голгетер. Постигна 2 гола на последните 2 надпревари за Цирик, куп надпревар. И најави рече дека е страшно мотивиран и дека ќе гледа да искористи секоја шанса да обезбеди место во репрезентацијата со државен грб. Ево Тасевски сега. Во секој случај добро да има поголема конкуренција. Има доста концентрирани фудбалери на жолти дресови. Јаковиќ бие од голема далечина 30 на метри, имаше на ево апор за обидот на Адис Јаковиќ. Адис Јаковиќ потоа. Ево уште еднаш. Забележа дека нема противнички фудбалери околу себе. Не остасува сантиметри, но внимателен голманот, искусниот Самет Антановиќ, капитен на Словенија, на овој 60-ти меч за својата репрезентација. Немакен беше
во 27-та минута по оној прекрасен удар, прецизен на Дарко Тасевски. Еве сега нов фаул таму. И одново Јаковиќ, тоа е тоа што зборуваме цело време. Значи и во овие борба за позиција во ситуации во кои што тешко може да се носат одбраните фудбалери, во случајот Дејан Келкар, тој пак го игра четвртиот натпревар за Словенија, иако има 28 години. И ова уште една топка која што ти донесува да се смени тежиштето на играта и повторно да биде да фрлена опасна топка во 16-тникот на противникот. И повторно таму да се најдат и Грнчаров, и Шиков, и Јаковиќ се разбира, тука и Демир и Мирко Ивановски, и Браими ке центрира. Добар одличен центар, шанса 1-0. Јаковиќ. Ево, никој работи Југослав се насетуваат буквално. Обично дебютантите постигнуваат голови во своите први настапи и во клубските надпревари и во репрезентативните. Меѓутоа Јаковиќ апсолутно го заслужи ова. Еден одличен центаршут на Ибраими и тука апсолутно немоќен крхин, висок скок, прецизен Јаковиќ и ова е добро за нашата репрезентација. И затоа што водиме со 2 спрема 0 и затоа што еден дебютант постигнува гол во репрезентативниот дрес. Пред соглед на тоа што пред 5 години ја напушти Македонија, значи очигледно дека и тоа како се развива расен стрелец. Пред овој надпревар беше најавено дека има предиспозиции слични како на Джеко, например, репрезентативецот на Босна и Херцеговина, играше Манчестер Сити. И од ова што гледаме во 40 минути кои што минуваат во мечот против Словенија, секако дека не се прејудицирани тие најави, пак ќе кажам, може само да радува што добиваме еден квалитетен играч во нападот, кој што само ќе засили конкуренцијата во нашиот напад. Видовме неколку дуели во кои што словенците беат инфериорни во воздушните дуели, неколку интелигентно одиграни ситуации, потоа во 27-та минута кога успеа да се постави одново против Дејан Келкар и да му ја спушти таа топка, практично да му асистира на Дарко Тасевски, а сега го видовме и како стрелец во едно од неговите најсилни оружја, играта со глава. Добро, мора да видиме, да го потенцираме фактот дека и да му дадеме признание и комплименти на Пачовски, кој што успеа да одбрани пенал во 9-та минута на Куртич, кој некако ќе се одбива на станите, но во секој случај ова е добро што ги користиме сите и сме добри од малку шанси постигнуваме гол. Тоа во претходните настапи не беше случај со нашата репрезентација. Беше спротивно, праве по шанси, другите постигнуваат гол. И во секој случај квалитет плюс што секако дека ќе го радува селекторот Чеде Аневски, но да не преодицираме, му уште 2-3 минути од ова прво полувреме, има втори 45. Во секој случај имаме солидна предност од 2:0, Тасевски 27, Јаковиќ 40 стрелци на головите за нашата репрезентација. И оно што е многу важно, очигледно дека владее многу позитивна атмосфера во репрезентацијата, така што и евентуални грешки кои никој не ги посакува, успева да ги поправат. Тоа е таа колективна игра, тој колективен заеднички дух. Например, пеналот кој што непотребно по играта со рака на Хасани го има словенците нормално оправдано, успеа Пачовски да го извади својот соиграч од репрезентацијата со изворената интервенција, потоа и оние 2 гола, но и многу акции што нашите ги креираат пред се на средината од теренот, па и на противничката половина, и како успева да ја задржат топката. Сето тоа радува и влева надежи дека можеме да направиме и повеќе во овој циклус квалификации, но и генерално во сите изданија на македонската репрезентација да се чувствува дека се игра фудбал. А зошто да не земеме скалп на уште една подобра пласирана селекција на FIFA ренкингот? Победата против Србија ни овозможи да скок од рекордни 20 на места на FIFA ранкингот, така што да не заборавиме, водиме со 2:0 против репрезентација која што е 34 места повисоко од нас на FIFA листата. Репрезентација која што има, како што рекорне Горан, 2 светски првенства, едно европско првенство, силни мечеви под раководство пред се на Срешко Катанец, кој што беше селектор и на нашата репрезентација пред извесен период. Да, секако дека мора да се потенцираат сите тие моменти, особено што словенците имаат само двајца кои што не стасуваат од оној идеален, така може да се нарече тим, кој што во моментов може да го има нивниот селектор Славиша Стојановиќ, за разлика од нашите фудбалисти. Само 60 минути ги бидат надополнети, овие 45 во првото полувреме, рекуваме, немаше прекиди, немаше некоја поголема потреба за такво нешто. Максимално фер и коректни, само неколку пати се огласи цвирката на судијата Данило Грујич од Србија, така што
Мислам дека го споменувам и добро што. Да, најдобро е кој е така судијата да не забележлив. И само да видиме оваа ситуација кога словенците напаѓаат, секогаш е опасен кога е со топка Кевин Кампл, играч на Red Bull Салцбург во австријскиот шампионат, успеа таму да го покрие Ванче Шиков. Може да бидеме задоволни од ова течна и лесна, би рекол, игра на македонската репрезентација. Нема да зборуваме кои не се тука, но сите овие 11 момци имаме доста стандардни првотимци што ни достигнуваат. Овие 11 навистина заслужија да водат 2:0 против Словенија. И од залагањето можеме да бидеме апсолутно задоволни. Реков, можеше се да биде ако постигнеше против гол од пенал, меѓутоа затоа е Пачовски на голнијата голман кој што знае да брани пенали, во случајот во вистински момент. Словенците сега се обидуваат да ги искористат овие последни моменти од првото полувреме. Би требало да бидеме сега концентрирани во одбрана, да ги сачуваме овие 2:0, да влеземе со добро водство во второто полувреме. Чеданевски сугерира кон одбраната да се внимава на секој фудбалер, затоа што со ова завршни минути, секунди од првото полувреме. Еве добар центар шут и сега добро трча таму од одбраната Маров, меѓутоа одлачува крај судијата Грујич на ова прво полувреме од кое што можеме да бидеме задоволни и ние и малобројните гледачи овде на Филип Тори арената, затоа што нашата репрезентација води со 2:0. Тасовски 27 минута 1:0, Јаховиќ 40-та дебютантски гол за 2:0 во 9-та минута, Пачовски успеа да одбрани пенал, шутираше Куртиш, значи одиме на пауза со убава позитива од 2:0 и се надеваме дека и во второто полувреме ќе ја поздравиме оваа трета победа на нашата репрезентација во пријателските двобои со Словенија. И 38 негов настап ресурс на македонската репрезентација и дебютантот Адис Јаховиќ, кој што одлично реагираше со глава, претходно беше асистент на погодокот на Дарко Тасевски. Македонската репрезентација остави одличен впечаток пред се голменот Томе Пачовски, кој што во 9-та минута одбрани пенал, кој што не успеа да го реализира Јасмин Куртич. Ете, тоа е се некако накуса објаснето во поглед на она што случуваше во првото полувреме, 45 минути во кои што видовме допадли фудбал, иако нашата репрезентација игра без осумнина кои што се во комбинација за овој циклус квалификации за пласма на светското првенство во Бразил, на овој пријателски натпревар во кој што сигурно дека добар дел од овие што ги гледаме вечерва, а ќе ги видиме и добар дел од резервистите ќе искористат шанса да се наметнат кај селекторот Чеданевски. Една измена во словенечкиот состав има. Со број 8 играта е напушти Јасмин Куртич, токму фудбалерот што успеа да промаши и подошно да не искористи пенал, затоа што Пачовски одбрани во 9-та минута, на негово место со број 20 во игра негова Нејц Печник. Значи, фудбалер од нападот во игра, тоа е 26 годишниот напагач на Шефилд Уенсдеј. Значи, офанзивата ја засилува селекторот на словенечката репрезентација. Да го проследиме овој центар што сега на Агим Ибраими, беше таму во противничкиот 16-тник капитенот Грчаров, не успеа. Повторно доаѓа токата до нашите репрезентативци. Лазевски не го искористи тоа. Чека топка Ибраими сега пред него таму. Добро интервенираше. Со број 17, значи има уште еден нов фудбалер во составот на Словенија, тоа е Андраш Кирм. А во нашата репрезентација, онака како што и беше договорено, Мартин Богатинов на местото на Пачовски, кој што го почна надпревар за Словенија. Значи, Андраш Кирм влегол на местото на Кевин Кампл. Значи, најактивниот практично фудбалер во првото полувреме, очигледно му јасно и на словенскиот селектор дека за него нема дилема околу местото во селекцијата. Да, беше најсветла точка во репрезентацијата на Словенија, иако го одигра само третиот надпревар, имаше неколку одлични акции, па дури во дефанзивните задачи, со промена на широк радиус на движење, еден класичен плеймейкер во дадена ситуација и во 33-та минута имаше голема закана кога Томе Пачовски го одбрани неговиот удар во тој момент, имаше шанса значи да дојде и до издржување. Инаку Андраш Кирм, кој што влегува на негово место, има 28 години и го игра јубилејниот 50-ти надпревар за репрезентацијата на
Словенија, играч на Висла Краков, досега 5 постигнати голови во неговата кариера. Ќе видиме дали ќе влезе во игра Јосип Иличич во продолжениот надпреварот. Кој сепак се наоѓа во овој надпревар, вториот фудбалер на Палермо, од овој состав на словенската репрезентација, го Кирм, добар центаршут и сега 2:1. 2:1 невнимателни во нашата одбрана, словенците горзо доаѓаат до намалување на ово водство со број 10, тоа е или не гледам усречна акција, Кирм центрираше 20 ми се чини, значи 20 што влегува на почетокот на второто полувреме. Едниот асистент, вториот стрелец. Печник. Печник, фудбалерот на Шефилд Венсди, го намалува водството во 49-та минута од надпреварот. Нема што, одлична интервенција од клупата на Славиша Стојановиќ, меѓутоа и не ова ваш комплимент за одбраната на нашата репрезентација, оставија многу простор. Сега Јаковиќ, многу расположен, одлична топка, и што пропуштија двајцата наши фудбалери кои што се најдоа таму на тревата. И Тасевски, да, Ивановски. Одново аплаузи за Јаковиќ. Изворена ниска топка покрената уште еднаш. Меѓутоа ни Тасевски на првата, нити пак Ивановски на втората не успеа да ја реализира. Штета имаше Македонија одлична шанса да ја врати предноста од 2 разлика. Тргнува словенците сега повторно преку нововлезениот Кимпа. Матавш, добар удар, погоди некого оваа топка, тоа беше Шиков и лесно стигна таму до Богатинов, немаше проблеми со него. Желен за надпревар, за игра нововлезениот Андраш Кирм, асистентот на голот пред малку, токму по неговиот центаршут. Нејц Печник успеа да погоди за 2:1, значи резервистите добро функционираат. Ќе мора да видиме внимателни во продолжение, диктираат темпо сега на стартот од ова второ полувреме. Словеничките репрезентативци со 2 измени го мотивираше, го освежи составот селекторот. И веднаш успеа да се приближат на 2:1. Изненадени на почетокот нашите репрезентативци, не би требало да останат во игра, мирни, смирени. Ибраими сега од голема далечина. Добар удар и 3:1. Каков гол на Агим Ибраими. Го фати на спиење Самир Хандановиќ, првиот голман на Интер. Ја гледам уште еднаш оваа ситуација со лева отскок на малку топката, меѓутоа никако толку опасно за да биде загрозен и да направи ваква грешка. Еден квалитетен голман, прв чувар на мрежата на еден Интер од Милано. Но добро тоа за нас. Добро и за Агим Ибраими затоа што 13 надпревари играше за Македонија без постигнат гол, во 14-тиот постигна против Хрватска, во 15-тиот победничкиот против селекцијата на Србија и сега третиот против Словенија, против голман на еден великан како што е Интер. Ја враќаме разликата од 2 во однос на Словенија, 3:1, 52 минута. Ова станува многу посодржаен надпревар и словенците и натаму веројатно ќе се обидат да направат нешто повеќе од пораз. Пораз е најлошото што може да го посекуваат, да се подсетиме, тие се на топ 50. Но Македонија расположена на овој надпревар. Одлично успеа топка таму на средината Ивановски, да се тој ја губи. Добар прием на Баташ. Еве сега, потпуно прецизно беше увиден на нововлезениот Андраш Кирм, асистентот на погодокот. Уште на почетокот на второто полувреме што го пусти на Печник. Горан, мислам дека ова ќе биде зголемување на самодовербата токму за овој човек што сега гледаме нашиот гол.